Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Парламентарните избори беа и поминаа. Народот во цела Македонија одлучи кому да му ја довери извршната власт. И секако таа одлука мора да се почитува. Со таа одлука, јас лично изгубив можноста да од позиција на извршна власт придонесам за уште посилен и подинамичен развој на нашата општина Струмица и целиот овој регион. Но тоа не ми дава за право да не продолжам целосно да се залагам за тие цели, за Струмица и Струмичкиот регион. Донесов одлука 4-годишниот нов мандат за пратеник да го заменам со остатокот од 1 година и 9 месеци градоначалнички мандат кој што ми преостанува за периодот кој што предстои. Сакам прво да се заблагодарам на сите граѓани кои го дадоа гласот за мене и мојата политичка опција на парламентарните избори кои што поминаа. Но сакам да се заблагодарам и на сите оние граѓани кои излегоа на гласање и гласаа за другите политички партии. На ниво на 4-та изборна единица очекував 85.000 гласа, а освоивме 90.000 гласови, иако недоволно за да победиме. Во Струмица, каде директно носам одговорност, победивме со 2150 гласа. Вкупно добиените 18.025 гласови се најмногу освоени гласови за Социјалдемократскиот сојуз од било кој парламентарни избори одржани досега во самостојна Република Македонија. Тоа ме задолжува уште посилно и помотивирано да работам и понатаму за Струмица и струмичани. 15.869 гласа за ВМРО ДПМН. Исто така вгнездува чувство кај мене на одлучност да работам уште повеќе и да помагам уште повеќе од досега. Поставувам цел пред себе да придобијам голем дел и од овие граѓани за наредните избори, за мојата политичка опција и тоа исклучиво преку работа и добри дела. Ја сакам Струмица колку што си го сакам и своето семејство. Тоа е најголемата причина да соопштам дека продолжувам со уште поголем ентузијазам и мотив да работам за мојата Струмица. Најавувам уште поголема енергија и одлучност во иднина за уште подинамичен и побрз развој на нашата Струмица. Во моментот се работи на 82 места во градот и населените места. Се градат улици и тротоари, канализации и водоводи. Се асфалтираат спортски игралишта, се поставува урбана опрема, се разубавува и градот и населените места. Се изведуваат и двата големи проекти гасификацијата на Струмица и ободниот канал над градот. Сакам со задоволство да соопштам дека веќе се изградени 5500 метра од гасоводната мрежа во градот. Стигнуваме до половина од прилика од гасоводната примарна мрежа во градот Струмица. Пред почетокот на изградба се новите фабрики во индустријската зона Сачево, каде што очекувам многу нови работни места за граѓаните на нашата општина. Во изминатите 6 години Струмица беше прогласена за најубава општина, за најдобро место за живење, за македонски економски тигар, најеколошка општина и најтранспарентна општина. Тука нема да застанеме. Бидете уверени дека сите струмичани ќе имаат уште поголеми причини да се гордеат со Струмица. Сакам да искористам приликата и да ги информирам граѓаните на општина Струмица дека поради заменување на досегашниот прв човек на Комуналец, господинот Панче Орцев, во парламентот на Република Македонија како пратеник, донесов одлука на негово место за директор на Комуналец да го назначам господинот Зоран Георгиев, досегашен раководител на секторот за локален економски развој во Струмица и човек за кој што важи дека неговите менеджерски способности и успешното 6-годишно раководење со секторот за локален економски развој ми даваат за право да верувам дека ќе биде еден од примерните, совестните, одговорните и професионалните работници за граѓаните на општина Струмица. Јас сум убеден дека исклучително професионално и одговорно ќе одговори на задачата поставувајќи го на оваа функција. Убеден сум дека под негово раководство Комуналец ќе постигнува уште поголеми успеси отколку досега, а граѓаните ќе бидат уште повеќе задоволни од услугите кои ги испорачува ова наше заедничко комунално предпријатие. Почитувани граѓани, од денес поставувам уште поголеми, поамбициозни, нови, подинамични и поголеми цели за Струмица.
најавувам подинамичен и побрз развој на нашата општина Струмица отколку до сега. Благодарам.